Добар ден, добре дојдовте на Слободен печат. Започнува првиот информативен блок за денеска. Јас сум Александра Вуксановиќ, еве што има ново. Ке почнеме ли да одиме пеш? Регулаторната комисија за енергетика денеска треба да донесе редовната одлука за корекција на малопродажните цени на нафтените деривати, во момент кога светските берзи испраќаат силни сигнали за нов раст на цените. По релативно стабилен период, глобалниот пазар на нафта повторно влегува во зона на висока нестабилност, што директно се прелева и врз цените на горивата во Македонија. На меѓународните пазари изминатите денови беше забележан силен раст на цените на суровата нафта. Израел утринава започна нов бран напади врз цели во Иран, Либан. Израелската армија соопшти дека погодила цели на проиранската групација Хезболак во Бејрут и информираше за повеќекратни ракетни напади од Иран врз Израел. Сирени за воздушна опасност повторно се огласија во Тел Авив и во други делови на земјата. Иран вчера соопшти дека од почетокот на борбените дејствија на 28 февруари испукал најмалку 500 балистички и крстосувачки ракети и повеќе од 2000 борбени дронови, главно кон Израел. Глобалните цени на нафтата пораснаа над $100 за барел за прв пат од 2022 година, додека засилувањето на војната против Иран ги изголемува стравувањата за продолжено нарушување на транспортот низ Ормунскиот проток, клучната маршрута за извоз на нафта и газ од Блискиот исток. Околу 1/5 од светските резерви на нафта се испорачуваат преку Ормунскиот проток, но сообраќајот низ тесниот премин е речиси запрен откако започна војната пред 10 дена. Некои аналитичари предвидуваат дека нафтата би можела да поскапи до $150 за барел, ако затворањето на протокот потрае до крајот на март. САД кажа дека нема да ја напаѓаат енергетската инфраструктура на Иран, додека Трамп изјави дека поскапувањето на нафтата е мала цена што мора да се плати за да се отстрани нуклеарната закана од Иран. Синот на Али Хамнеи, Моџтаба, назначен е за нов лидер на Иран. Тој никогаш не извршувал владина функција, ниту држал јавни говори или интервјуа, а само ограничен број фотографии и видеа од него се објавени. Иран сигнализира дека тврдокорните подржувачи остануваат цврсто на власт. Се огласи Доналд Трамп за новиот врховен лидер на Иран. Американскиот претседател пообвеста дека Моџтаба Хамнеи е избран за нов врховен лидер на Иран. Во интервју за Times of Israel даде кратка изјава и само рече: "Ќе видиме што ќе се случи." Трамп рече дека одлуката кога ќе заврши војната со Иран ќе ја донесе заедно со израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху, но при тоа навести дека конечниот збор ќе биде негов. Тој додаде дека без него и Нетањаху Иран би го уништил Израел. Ирански новинар бестрашно известува во живо од пред пеколниот оган по ударот врз нафтените постојки во Техеран. На видеото што кружи на социјалните медиуми, новинарот може да се види како невознемирено продолжува со својот извештај во близина на складишта за нафта, додека зад него се гледаат обемни пожари. По вчерашното евакуирање на 151 лица од Дубај кои пристигнаа синоќа на Скопскиот аеродром, се очекува следен авион да има во вторник, со кој од прилика олкав број патници ќе пристигнат во државата. Третиот лет се планира за средината на неделата, но се уште се чека да се види дали ќе се зголеми интересот на македонските граѓани од различните подрачја, за да биде целосно искористен потенцијалот за извлекување што го организира државата. Како што изјави министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, се работи и на евакуација на наши граѓани кои се во Бахрейн, Катар и Кувајт. Тие ќе бидат однесени во Саудиска Арабија, откаде се очекува во среда да бидат донесени со еден авион кој веројатно ќе мора да слета во Косово, но превозот до Скопје ќе биде организиран. По
Почина млад затвореник од Шутка. На 7 овој месец во СВР Скопје било пријавено од комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје дека кај нив со влошена здравствена состојба бил донесен СР 23 годишен од Скопје, осуден од казнено поправната установа Затвор Скопје. Во 20 часот и 10 минути тој починал во установата, а лекар констатирал смрт. По насоки на јавен обвинител, телото на починатиот било предадено на обдукција. Уапсен Тетовец, 15-годишно девојче, живеело кај него без контакт со родителите. Малолетничката живеела со 32-годишник од Тетово, кој забранувал да контактира со родителите. На 7.3.2026 во Тетово, полициските службеници од СВР Тетово го лишиле од слобода ВМ 32 години од Тетово. Апсењето следувало по пријава од 37-годишна жена од Тетово, дека незината 15-годишна ќерка живее со ВМ и дека тој не е дозволувал да комуницира со родителите. Полицијата презема мерки за целосно расчистување на случајот. Во говорите на учесничките на 8 мартовскиот протест во Скопје беше потенцирана економската нееднаквост на жените, нивната небезбедност, како тоа во македонското општество е нормализирано. Една од говорничките, Калија Димитрова, јавно ги прозва министерот за внатрешни работи Панчо Тошковски и премиерот Христијан Мицкоски. Мицкоски и Тошковски, како не ви е срам да не се извините? Како не ви е срам да се појавите на говорница после рекорден број на убиства на жени, на кои им предходело пријавувано насилство, по кое не се постапувало соодветно, и да ни порачате да пријавуваме и да не ги повлекуваме пријавите. Премиере, нели ги знаете законите на земјата која ја водите? Институциите имаат службена должност да постапуваат и да ги заштитат жените жртви на насилство, особено оние кои живеат во висок ризик. Министре Росица директно ве контактираше, очајно барајќи заштита додека животот ви висел на конец. Како не ви е срам да продолжите со вашите денови говори и функции и да не изразите сочувство? Институциите молчат за закланите коњи во зоолошка Скопје. Реагираат од Сдруженијето за заштита на животни Анима Мунди во пресрет на новото судско рочиште за случајот со закланите коњи во зоолошката градина Скопје од јули 2022 година, кое, како што информираат, треба да се одржи денеска. За нас е особено скандалозно што во овој случај масакар врз животни затекнат од полиција, наместо да се третира како мачење и малтретирање на животни, се сведува на обвинение за несовесно работење во службата. Станува збор за организирано колење на животни во државна институција, пред сведоци и пред очите на јавноста. Полицијата упаднала додека траел самиот чин и извела приведување, реагираат од Анима Мунди. Синоќа во 22 часот и 17 минути во западните делови на земјава беше почувствуван земјотрес чиј епицентар потекнува во соседна Грција, на околу 200 км југозападно од Скопје, соопшти Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Интензитетот на почувствуваниот земјотрес според податоците изнесува 3 степени според Европската макросеизмичка скала. Уште една информација во овие вести. Голем пожар во Шкотска, се урна историска зграда. Голем пожар зафати зграда веднаш до централната станица во Глазгов, предизвикувајќи евакуации и делумно уривање. Сите железнички услуги од горниот кат на најпрометната станица во Шкотска се откажани и станицата ќе остане затворена до понатамошно известување. Нема повредени во пожарот кој настана вчера во попладневните часови. Пожарот избувна во продавница за електронски цигари на улицата Юнион, пред да се прошири на остатокот од зградата позната како Юнион Корнер. Викторијанската зграда, заштитена зграда од 1851 година, делумно се уруна во рок од неколку часа од пожарот. Шкотската противпожарна и спасувачка служба соопшти дека повеќе од 60 пожарникари и 15 возила биле вклучени во интервенцијата. Ви благодарам на довербата, погледнавте уште едни вести, повеќе содржини ќе најдете на нашиот сајт.